Штипскиот правен факултет трета година поред е домаќин на денови на симулирано судење. Над 50 студенти од 5 правни факултети во земјава денеска ќе почнат со надпреварите. Говорениот професор на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Лазар Нанев, кој воедно и судија, вели дека во текот на годината ќе има 3 настани, а во декември традиционално се одржува финалето во надпреварот денови на симулирано судење. На кое што очекуваме врз основа на стекнатите знаења, студентите да можат да ги покажат своите најдобри можности. Денеска ќе имаме можности, ова година би сакал да потенцирам дека за разлика од претходните години, овој проект ова година е помогнат од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, за што изразуваме огромна благодарност. Судијата Нанев прашан дали при реформите во судството ќе се дозволи повторно да се меша извршната власт, тој вели дека ова е едно од најчувствителните и важни прашања. Смета дека ако државата сериозно гради концепт на општество за сите, на судската власт е потребно да се гради концепт судство за сите. Судство кој ќе биде подеднакво и пристапа до правдата за сите граѓани без оглед на нивната етничка, социјална, културна, општествена и било каква положба, меѓутоа и судство кое што ќе овозможи да ги гарантира правниот статус, односно правата на судиите. Судиите во Република Македонија, дефинитивно во Република Македонија мора да сватат самите да ја побарат својата слобода, самите да ја побарат својата независност преку креирање на собствен личен интегритет, бидејќи единствен никој нема да ја обезбеди независноста, интегритетот и владењето на правото ако тоа самите суди. Нанев истакна дека судиите не треба да очекуваат некој внатре или однадвор да им обезбеди владење на правото, туку самите треба да се изборат и да се стави црвена линија меѓу извршната власт. Смета дека во судската фела потребен е еден висок степен на лидерство, кој недостасува, а и клучната алка за да го поведе судството напред во делот на барањата на правата и ослободување на стегите од извршната власт.